Предвидениот капацитет на моќност беше 87,5 киловати, на инсталирани 265 фотоволтаични панели на површина од 430 метри квадратни. Тоа е кробна површина на објект кој што е во сопственост на фирма Керка на Бучен Козјак. Тука исто еден услов кој што треба да се истакне за да знаете доколку планираните објекти за изградба на фотоволтаична централа не се директно во ваша сопственост, ќе треба да имате склучен договор, долгорочен склучен договор како услов за да добиете лиценца од Комисијата за енергетика. Ние тоа го направивме на 35 години и добивме лиценц за 35 години од Комисијата за енергетика. Презадоволни сме за сега, месечни заштеди се околу 1000 евра во просек, зависно од, како што претходниот излагач кажа, зависно од местоположбата и бројот на сончеви денови. Во летните периоди, кога сончевата енергија е по-силна, тогаш се генерираат и поголема моќност на сончева енергија. Во останатиот период од годината, што е исто задоволително ниво, генерираме исто заштеди. Имаме склучено договор со ЕВН за откуп на евентуалните вишоци, меѓутоа ние како производствен капацитет генерално ги користиме за сопствени потреби. Минимум прифатливите трошоци кои што треба да бидат за една инвестиција треба да бидат 10.000 евра, а максимум што може да добие финансиска поддршка еден корисник може да биде 750.000 евра во денарска противвредност. Процентот на кофинансирање е 60% од вкупно прифатливите трошоци. Многу интересно е што овој трошок од 60% се внесува на инвестиции доколку се инвестира во некоја опрема, градба и така натака. Но доколку се инвестира во фотоволтаиците, процентот се зголемува за дополнителни 10%. Значи 70% се добива поддршка доколку се инвестира во фотоволтаици. За секоја мерка, следната мерка ве молам, таа е во делот на преработувачката индустрија, значи млечната, месната индустрија, винариите, мелниците, односно млиновите и така натака. Исто така може да користат средства. На следниот слайд ја видите минималната финансиска поддршка. Молам. Значи 20.000 евра. Значи тоа се ист принцип. Сите мерки се правени по ист принцип, но различни типови на апликација, односно различни типови на инвестиции се прифатливи. Каде што е минимум 20.000 евра во денарска финансиската, прифатливата инвестиција, а додека проектот кој што може да користи средства, максимум еден корисник може да користи финансиска поддршка од 1,5 милион евра во денарска противвредност. Тука процентот на кофинансирање изнесува 50%, истиот се зголемува за 10% само во делот на фотоволтаиците. Следната мерка е третата, односно седмата мерка, односно мерка 7, каде што има повеќе типови на приоритетни сектори. Последниот или деветиот сектор е актуелен кој што беше објавен пред неколку години, но беше само еднаш објавен и после еднаш не реобјавен. Значи имаме право да објавиме само и приоритетен сектор, што значи терминот производство и продажба на енергија од обновливи извори. До сегашното искуство што ќе го покажам понатака, како што го кажа и представничката од секторот за урбанизам, како и од ЕВН, е дека секој оној погон, капацитет кој што ќе инвестира во фотоволтаична централа. Пример, доколку неговата потреба е од 100 киловати централа се инсталира и таа ги задоволи неговите потреби, може да инвестира и до 150, тие 50 киловати да ги продаде кон ЕВН, да ги пушти во мрежата.